Абе, Мики Маус еден. Бруко едно. Што ја бутка жената, бе? Види Тимчо Мики Маусот и зашо ја бутка жената, бе? Што ти е проблемот? Види како ја буткаше да тие. Ама то... Ај пуштете ја стигате од Гордана. Горда Гордана во Бугарија. Чекај да видиме овој сега со глупиот коментар дали ќе позелени. Па има зелено на знамето, може да се случи. Един народ, двајца председатели. Добар Не. Президенти. Президенти. Требаше да биде. Требаше. Не, ова изгледа ќе биде един народ, една држава, бидејќи тука само една држава гледа. Само една држава. Нема две држави. Да, само бугарско знаме има. Прв пат во историја се дешава македонски председател да биде пречекан во Бугарија или македонски државник да биде пречекан во Бугарија само со бугарско знаме. Ова не се случило Не е било. винаги никогаш. Обаче ова е дело масло на жидос до Скаловски, јас мислам. Па да, има двоен играч во кабинет. И си имаме президентка, вика Косто Јорданов, ами нека ви е честито. Друго како Президентката рече дека со таткото на нацијата од едната страна и со мене од другата страна. Без лошо ма- звучи. Како ова да го искоментираме? Да. Па как не, Освен како класично, крајно, дипломатско и национално понижување на Македонија како држава од страна на Бугарија, дури и тие да имале таква намера, што е во најмала рака многу нечесно и неморално, какви да ви се односите меѓу двете земји како што се сега лоши и катастрофални меѓу Бугарија и Македонија, вие да пречекате председател на држава, а во својство како председател на таа држава, значи на симетрична основа, и да не го истакнете при официјалната посета државното знаме, во најмала рака е катастрофално, но се поставува прашањето. Дали тука треба да се бара некоја си политичка одговорност од протоколарниот тим на Гордана Силјановска-Давкова, кој таа е председател. Може би и не знаела дека нема да биде истакнато македонското државно знаме. Но позади нејзе има тим од соработници и вработени, дали од незиниот председателски кабинет или Пред се било млади каде, дами Горан Момировски. од било каде, Жидас. од било каде, Жидас е соработник вие да со вие соратник за да. надворешна политика, мислам, една прекрасна дама која што има и бугарско државјанство. вие да дозволите да ви ја понижат председателката на државата, а со тоа да ја понижат и државата, и граѓаните, е во најмала рака политички скандал каде што треба да се бари одговорност. Запрепастувачки е вие да гледате, па дури би си дозволил да кажам и покрај тоа што ми беше професорка на правниот факултет. Да, и и мене ми беше. Тогаш сум имал исклучително високо мислење за нејзе. Уште имам високо мислење за нејзе како професор. Тоа Уште сакам имам. да кажам. Значи сум имал исклучително високо мислење, дури дилемата ми беше магистерската да ја бранам кај нејзе, многу ми на колеги отидоа. Значи за нејзе нема да кажам лош збор, особено како професор била голем експерт по уставно право и локална самоуправа, во незината експертиза си е во ред, но сакам да кажам, дури ми делува кутра вака да ја гледам и мене ќе речам сега како премиерот ме пече и ме боли душава да гледам како мојот председател е понижен на најдолен и највулгарен начин, а веројатно таа не можела ни самата да се снајде во ситуацијата во која се нашла, па требало уште насмеана да се ракува со бугарскиот председател, а позади нејзе да стои знамето на Бугарија. Дали ова официјална средба, дали е протоколарна, дали не станува збор, вие имате средба меѓу двајца државници, председатели на две држави членки на НАТО, во веројатно официјалниот председателски кабинет и резиденција на бугарскиот председател Румен Радев, и мислам дека треба одговорност и јавноста да побара и новинарите, веројатно доколку ја поканати нејзе,
во некој медиум или медиумска куќа да ја прашаат како се дошло до таа ситуација да ние гледаме една срамна Не бе, како слика, се дошло до понижувачка ситуација? слика, Александрова е понижувачка слика Да, за е. Македонија како држава и за нас сите како граѓани, особено од жена која доби референдумско уште поголемо легитимизирање од граѓаните на 520.000. 560. 560, извини. 560. Минатиот пат ви кажав дека само Киро Глигоров има добиено во втор круг повеќе гласови од нејзе, дури ни Ѓорги Иванов немаше 560. Првата жена председател во историјата на независна Македонија да се дозволи на таков начин со огромна легитимна поддршка од граѓаните да биде понижена во првите 100 дена од незиниот председателски мандат. И мене многу ми е жал и за нејзе како човек и како лично што мора да биде ставена во еден политички оган, да се снаоѓа со да не може да се Те мора снајде да го во слушнеш оправдувањето на штаботомите од ВСМР. Оправдувањето на штаботомите е дека ова било неофицијална средба. па и да не е официјално. Дури и да е неофицијална средба, ако увидел тимот на Гордана Силјановска, тоест Жидас Даскаловски, кој што е советник за надворешна политика, нели? Ако увиделе дека тука нема македонско знаме, он морале да речат да неофицијално не оставите македонско знаме. Или не за се да фотографира. Не се фотографираат. Или дури да биле излажани и да не знаеле дека ќе се сликаат, Гордана Силјановска Давкова можела да рече јас не можам да се фотографирам, нема знаме на мојата држава и да си отиде. И да предизвика, бидејќи таму има и новинари кои што го следеле, да предизвика еден протест на македонската држава кон непочитувањето од страна на бугарската. Значи не можела тука да рече не се стикам јас. Неофицијална средба не е мора да има, не мора да има протоколи, не мора ништо. Значи не мора ништо. Може да Гордана Силјановска да рече јас не се сликам заради тоа што нема македонско знаме. Чао. Не мора никој друг да ја Кога каже. ќе има фотографија во јавноста и соопштение, не можам да кажам дека станува збор за нешто неофицијално. Неофицијално е како тие што ги говориме средбите меѓу Мицкоски и меѓу Заев. Односно сите неофицијални средби не излегуваат на очиглед на јавност. Значи Гордана Силјановска со Румен Радев можела кај сака да седи и кај него во кабинетот и на Набуко представата во Народниот театар во Софија, на кафе или било каде, секој прави неофицијални средби. Вие кажувате дека и Мицкоски и Али Ахмет имале многу пати неофицијални средби за јавност, ама ниеднаш не излезе фотографија од тие така наречени неофицијални средби. Тоа е неофицијална средба. Ова е веќе официјализирање на некоја средба каде што веројатно станува збор за нејзин приемен во председателскиот кабинет на Ма неверојатно ова. Да, било ова е при- кабинетот И ја на не знам зашто не може на президентството пример и тие воен го викаат. оркестар. Зашто не се интонирале химните на двете држави? Еве да било, ама прво, и втора работа, ако вела дека е неофицијална, па не може да биде прием во неговиот кабинет неофицијална средба. Затоа он е репрезент на државата Бугарија како председател, негова институција е председателскиот кабинет, президентството, тие што го велат. Неофицијална средба, ќе отидете кафе ќе пиете во Хепи на Витошка во Софија. Тоа е неофицијална средба, ќе има обезбедување околу вас. Председателите неофицијално пиеле кафе или ручале во некој софијски ресторан. Не можам да разберам како може до тој степен ние да се понижуваме како држава и затоа ќе кажам дури ми е жал што ја гледам неизаставена во ваква политичка улога да мора да не знае и како да се снајде или излече од овие ситуации, но истото тоа се поставува прашањето дали вие не конкретно за нејзе туку дали вие без политички опит, државен опит зборам, туку така лесно може да станете председател на една држава, зашто ако имате претходно искуство, веројатно ќе бидете и политички спретен да не паднете во еден вид на ваква политичка замка или стапица. И да, ова ме подсетија гледачи, ова не е прва ваква ситуација, имаше една, не го забораваме, Венецот, нели? Кај што немаше место. Немаше место да се допише Македонија. И добро, мислам, како да кажам. Не, ама имаше уште една многу непријатна ситуација на при посетата во Бугарија. Не знам дали е спремно видеото од режија, каде што и поставуваа прашања. Имаше луѓе таму кои што ја свиркува, но тоа е помалку важно. Поважно за мене е однесувањето на Тимчо Муцунски и македонската амбасадорка во Софија. Они буквално ја влечеа, не ја дозволуваа да одговара на новинарски прашања. Вака сега да му кажам на Тимчо Муцунски. Тимчо, првин,
госпоѓата Силјановска Давкова е жена у години. Второ, ти била професор. Трето е председател на државата избрана од 560.000 граѓани. Ако сака да одговара на новинарски прашања, ти можеш тамо да седиш позади и да ќутиш. Затоа што тебе те избраа за градоначалник на аеродром, не можеше тревата да искосиш, ја дувна отиде у Министерство за надворешни работи, сега практично визи на Македонија ќе вратат, ти немаш гукнато, а немаш кажано, така да можеш тамо да седиш позади и да слушаш. Абе, гледај како се одесува, не знам дали гледаше на видеото. Ја тегнат да не дава да одговара на новинарски прашања. Бугарски новинари прават са чекуша сега. А Тимчо ќе ја тегнеше Да, Гордана? пушти го видеото да види. И амбасадорка, значи тоа е такво, за мене тоа е поголемо понижување, значи Од ова. Инаку да, на гледачите ни биде јасно, не е ова фотографија објавена од нашиот кабинет. Оваа слика, не бе, оваа слика е на бугарите објавија. Јас тие што ги објавив, што се Силјановска и Радев се соопштенија од кабинетот. Од кај нас? А, е, па браво. Кепа по и протестира. Ај пуште да го видеото Ајде да да видиме. видиме Мики Маус од Тимчо што прави. Мило, мене ми е посебна чест што сум овде и многу жалам за настанот, бидејќи сега се е низ друга призма, морам да кажам. Тоа е. Благодарам. Госпожо Силјановска, добре дошла. Добро ве најдов. Как бихте коментирали плановете на македонското правителство за смяна на проекта за коридор номер 8? Не смятате ли? Тоа е, па не знам, јас дадов изјави. Тоа е повеќе прашање за владата, но мислам дека се што ќе не поврзе е добре дојдено. А какво е вашето мнение? Бидејќи не само што се работи за безбедносен коридор, се работи за можност да комуницираат граѓаните од двете страни. Не случајно сме овде едни до други, значи секоја комуникација е добре дојдена, но има. А смятате ли, че смяна на проекта би навредил на логистичните интереси на НАТО в региона? Јас реков дека владата има разбирање за проектот, значи не гледам причина за навреда на НАТО. Впрочем, заедно сме таму. Заедно да решаваме. Абе, Мики Маус еден. Бруко едно. Што ја бутка жената, бе? Види го Тимчо Мики Маусот и зашо ја бутка жената, бе? Што ти е проблемот да е? Види како ја буткаше да тие. Ама тоа е Прво може да Ова искоментирам. Мароново. Он знаеш што прави сега у ситуација, зашто е гура, зашто е бутка жената? Затоа што она вика се што не поврзува е добро. А тоа не е ставот на христијан. Ставот на христијан е дека коридорот 8 не треба да се прави. не дека не треба да се прави, туку нема да се прави зашто завршува 300-500 милиони евра во дупка, во тунел неизграден од страна на бугарите. Не е точно тоа. И Александар Николовски кажа дека нема што да разговараат со политички маргиналци, бидејќи Бугарија нела политичка влада. А сега Гордана Силјановска кажува сосема друг став дека освен безбедносно прашање, коридорот 8 треба да биде и поврзувачки инфраструктурен проект за комуникација на граѓаните од двете страни. Само извини да ти го кажам. кажам. Ова е повеќе нивоа, ова е скандал на повеќе нивоа. Ова што министерот за надворешни Тимчо Мики Маус Муцунски ја бутка Ко прво со госпоѓа, со жена, не со ја бутка така. председателката на државата, прво за на годините треба да и се да имаш почит, втора работа, председателка е со многу поише гласови од тебе, мислам 560.000 гласа има жената. Не само тоа. Сега еден Види го новинар, Мики Маус. извини, додека одеше видеото,
Сега моментално прочитав на Facebook, нема да го именувам, познат наш новинар, ја има коментирано ситуацијата и поставува многу легитимни прашања и кажува дека поканата на Гордана Силјановска е на ниво на 2 национални опери, Така е. бугарски, македонска, опери, балет. Значи Така е, тоа е покана Кој што си соработуваат. Си соработуваат и председателката оди. Значи ние немаме меѓудржавна покана и новинарот го поставува прашањето што бара и министерот за надворешни работи на таа средба, односно вели дали пола влада си отишла на шетање, што се вели неофицијално во Софија, бидејќи не станува збор за упатена меѓудржавна покана за присуство на председателот Силјановска и министерот Муцунски во Софија. Муцунски е контрола на летање, само да им биде појасно на гледачите. Дали ќе се излезе од рамките кои што ги има замислено Христијан Мицкоски. Затоа што се работи за таков човек, кој што е контрол фрик. Кој што се обидува да воспостави целосна контрола на ситуацијата. Ама од тоа гледаме ние до кој степен доаѓаме и пропаѓаме да се срамиме како држава, каде што министерот за надворешни работи треба да не се изразам така влече или бута председателката кога дава одговори пред новинари. Сега дали имало договорено пресконференција, некои велат не можели да не даде одговор на бугарските медиуми. Да, можела да помине поред нив. Ама вие сте председател на држава и имате јавност, и доаѓаат новинарите и во поставуваат прашања. Исто како Румен Радев да дојде и министерот за надворешни работи на Бугарија или министерката која и да е, пошто им се сменија 15 во изминативе 3 години, да го бутка така, бидејќи Румен Радев можеби ќе каже нешто што не соодветствува со политиката на, сега не е ни Бојко, има и технички премиери или било што, но од друга страна наискрено ќе ти кажам, Александар, не сакам да звучам вулгарен, па ќе кажам, не знам, многу е ценам и сум ја почитувал и денеска ја почитувам и ќе ја почитувам како уставен експерт и професор кој ми била на правниот факултет. Се поставува прашањето дали они навистина се сомневаат во нејзиниот капацитет, да не речам не умствен, туку капацитет, дека Не види, може да ти кажам нешто, они не се сомневаат во нејзиниот. Извини, не сакам да ја наречам македонската верзија на Џо Бајден, бидејќи така се Не, само извини, сакам да ми ја доловиш поентата. Дали они сметаат дека она не деловно, политички способна или зрела да отиде сама како председател и да ја застапува Македонија, давајќи изјави официјални или неофицијални. Не можеш ти да ја опкружиш нејзе и некој да е бутка. Силјановска за политика за Мицкоски е... Ама за сите, сакам да кажам, ама зашто нејзи се праќаат околу нејзе министри или амбасадори да погледнете, дури фацата на Тимчо Муцунски беше непријатно исплашена кога таа беше застаната пред новинарите и беа поставени прашања да одговара. Се виде кај него гримаса дека се чувствува нелагодно. Ама вие не сте министер за надворешни работи да ја преземете улогата да бидете куче чувар на председателот на државата и да внимавате што ќе изјави председателот, бидејќи не веруваат председателката каква изјава ќе даде. Па крај краева председателката беше кандидат на вашата политичка партија и владина коалиција и доби, како што кажавме, огромно мнозинство од гласачите. Ако сметавте дека Гордана Силјановска во дадениот животен момент ќе не може да обавува оваа толку значајна државна функција, бидејќи председател на држава не е исто да сте и професор на правниот факултет и да зборите како што се зборите пред студентите, туку ќе се соочувате со вакви средби. Тогаш зашто ја кандидиравте нејза? Зашто не го кандидиравте Александар Спасијановски, кој имаше исто така огромен рейтинг како еден од автентичните ВМРО-вски кадри? И сега ние ова се првите 80 дена, што ќе гледаме во наредните 5 години, зарем треба она сегде кај што ќе оди да има придружба, па сега ќе оди на Генералното собрание на Обединетите нации да ја представува Македонија. Официјално потврдена е таа, требало да оди Христијан Мицкоски, се ротирале, лани бил Стево Пендаровски, практиката на нашата дипломатија била една година да оди премиерот, една председателот, лани бил Стево Пендаровски, годинава требало да оди Христијан Мицкоски, не знам поради кои причини, ќе биде испратена на Генералното собрание во Њујорк. Зарем и таму
зарем и таму претседателката треба да има придружба од министерот кој ќе треба да внимава пред новинарите какви прашања ќе се постават. Затоа велам зашто и некои луѓе се нафаќаат на функции сметајќи дека туку така лесно да бидеш председател Проблемот на на држава. ВМРО ДПМН со Гордана Силјановска е тоа што Гордана Силјановска зборува тоа што го мисли во моментот и одговара на прашањата, да речеме, без политичка пресметка во моментот. Што е многу пофер кон граѓаните. Апсолутно. Бидејќи ја нема таа политичка, како да кажам, ја нема таа политичка наобразба, таа расипаност, веројатно. Не само На тоа, политиката кај неа. расипаност. Ја нема и она ќе си одговори, како што си одговори за коридорот, мислам дека е добар проект и треба да се направи. Иако Мицкоски претходно збори со месеци дека тоа е лош проект и така натака и така Па му натака. нуделе мито, па. Да. И она Па вика, дали да, па земал тоа ми треба тоа? да се направи проектот. И сега тука станува непријатно, тука се гледа нервозата на Тимчо кога она вели, па да, добар е проектот да се направи, тука он прави фаци и почнува да ја гура. И да ја бутка председателот на државата. Значи го турка да се тргне од пред камера. Да видам пак снимката да ја видам. Пушти ја. И јас се согласувам. Мило, мене ми е посебно че што сум овде и многу жалам за настанот, бидејќи сега се е низ друга призма, морам да кажам. Тоа е. Благодарам. Госпожо Силјановска, добре дошла. Добро ве најдов. Как бихте коментирали планите на македонското правителство за смяна на проекта за коридор номер 8? Не смятате ли Тоа е, па не знам, јас дадов изјави. Тоа е повеќе прашање за владата, но мислам дека се што ќе не поврзе е добре дојдено. А какво е вашето мнение? Бидејќи не само што се работи за безбедносен коридор, се работи за можност да комуницираат граѓаните од двете страни. Не случајно сме овде едни до други, значи секоја комуникација е добре дојдена, но има. А смятате ли, че смяна на проекта би навредил на логистичните интереси на НАТО в региона? Јас реков дека владата има разбирање за проектот, значи не гледам причина за навреда на НАТО. Впрочем, заедно сме таму. Заедно ќе решаваме. Кој глуп осмех го има Мики Маусов? Абе, ова е за тебе, како да ти кажам, не знам. Ајнштајн. Марија Кири, да. Искаме права, еднаш кандидат упоследно. И кандидат сите 7 души што искаат права. Значи, исценирано. Тука впечатливо е тоа што и Гордана Силјановска кога одговараше, мислам дека и владата го погледна Тимчо барајќи одобрение од него за тоа што го кажува. Многу лошо.